Министерството за здравство најави прераспределба на медицинскиот персонал, но синдикатот на клинички центар се спротивставува на предложениот модел. Според нив, на овој начин може да се наруши функционирањето на здравствениот систем. Тие сметаат дека не смее да се дозволи приватниот сектор да го откупува професионалниот кадар, со што се ослабува јавниот здравствен систем во кој државата значително вложува преку образование и обука. Реформи и листи се најавени, но не е јасно дали постои независен механизам за проверка и транспарентност. Значи може да се јава покрај распределба, значи Гордана била на неврологија, сега може да оди во Делчево да работи. Зашто? Зашто може да биде и реваншизам партиски. Кој ќе ја гарантира работата и прераспределбата според потребите? Од Министерството за здравство излегува со податоци дека во државата има вкупно 3779 здравствени установи со над 32.000 вработени, околу 18.500 во јавниот и речиси 14.000 во приватниот сектор. Но од синдикатот предупредуваат дека овие бројки не отсликуваат реалната состојба, бидејќи дел од вработените се пред пензија, работат со скратено работно време или имаат ангажмани во приватното здравство. Во моментот во здравствениот систем не постојат обврзувачки стандарди, значи нема база за реална прераспределба, земени се некои европски стандарди и ова не е критика, ова е факт, значи самите бројки го кажуваат тоа и анализите досегашни. Бидејќи ние како здравствени работници не сме бројка, ние сме сепак ресурс кој треба да се почитува. Министерот Азир Алиу пред една недела го промовираше електронскиот регистар на сите здравствени работници, кој ќе биде задолжителен при секое ново вработување. Од Министерството уверуваат дека со ова ќе се спречат партиските, личните или телефонски влијанија при доделување специјализации и вработување. Регистарот, велат тие, овозможува точни податоци за секој здравствен профил во секоја општина, што ќе покаже кои области се кадровски ослабени и каде има потреба од нови вработувања или прераспределба.